Дали ќе се зголемат нелегалните абортуси во Македонија ако се донесе законот ваков како што е предложен? Жената, која како што велат машки одговорница, рече не за рецептите на владиката Петар, со аргументи од Западот вели дека ова е рестриктивен закон кој нема да го реши проблемот со нискиот наталитет, туку напротив, ќе ја зголеми смртноста на жените. Има рестриктивни одредби кои што можат да ја одвратат жената од нормалните институции и да ја внесат во еден вртлок на црни абортуси, на полулегални или нелегални абортуси. Тоа е праксата од сите оние земји кои што досега се обиделе да го ограничат или некако да го отежнат абортусот. Тоа би значило само уште поголеми маки. Жени од Ирска заради ваквите ограничувања патуваат во Велика Британија за да абортираат и прашува што добро на жена ти направил тој закон. Има уште еден пример заради што вели таа на многу членови од законот ќе поднесе амандмани. Тоа се покажало како пракса во една Полска, каде што не само што не се зголемила стапката на раѓање, јас имам и точна бројка, туку во 16 години од 90 година, каде што била стапката 2,04%, паднала на 1,23% во 2006 година, а таков закон бил донесен во 93 година. И гинеколозите со сличен став од болницата Плодност велат дека нелегалните амбуланти тријат раце за добар бизнис. Јас имам една замерка во оној дел кога жената треба да дојде во нашата легална институција да изврши абортус и ние восстановиме дека жената е трудна, ќе треба поминат 3 дена додека таа се консултира со партнерот, брачен или вонбрачен и добие согласност од него дека треба да ја прекине бременоста. Јас мислам дека од ова само ќе се офајдат нелегалните амбуланти кои што вршат нелегални абортуси и тие сега тријат раце затоа што ќе ми се зголеми нив бизнисот. Предлог законот по скратена постапка во собрание, по реакциите на јавноста оди на јавна расправа, потоа на седница да се гласа.